ги гледате собраниските вести. По утврдениот дневен ред на денешната собраниска седница пред пратениците се 8 точки, меѓу кои 2 предлог одлуки, 3 предлог закони, потоа предлогот за изборот за судија на Уставниот суд, предлогот за именување на непрофесионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување и предлог резолуцијата за почитување на стандардите на правната постапка во меѓународното судење против поранешните челници на институциите на Република Косово. На седницата се и пратеничките прашања во траење од 2 часа, кои ги поставуваат пратениците од опозицијата. Со повеќе детали за денешната седница од Александра Мицовска-Митевска. Во почетокот на 85-та пленарна седница констатирани се оставките на председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски и на членот на Државната комисија за спречување корупција и судирни интереси Цвета Ристовска. По завршувањето на опозицијските пратенички прашања до членови на владата, собранието ја почна расправата по 8 точки на дневниот ред. Председателот на собранието доби овластувања за склучување поединечен колективен договор со председателот на синдикалната организација на Македонската академија на науките и уметностите. Согласно членот 220 од Законот за работни односи, овластувањето е потребно за почнување преговори за склучување колективен договор со оваа јавна установа, чиј основач е собранието. Без расправа, Гоце Наумовски денеска е избран за уставен судија. Наумовски е професор на Правниот факултет во Скопје, кој веднаш по изборот на новата функција даде свечена изјава во собраниската сала. Се очекува и избор на претседател и членови на Советот за граѓански надзор. За председателка е предложена Катерина Крстевска-Савовска, доктор по правни науки. За членови од редот на експертите пак се предложени Билјана Каровска-Андоновска, доктор по правни науки, Маријан Николовски, доктор по политички науки и Натира Дика Карлуку, дипломиран инженер по електротехника. Нејат Дураку, председател на Институтот за истражување политики и добро владење, е предложен како член од невладини организации. За да се комплетира Советот за граѓански надзор, наскоро треба да се распише оглас за избор на уште 20 членови од граѓанскиот сектор. По предлог на владата, собранието треба да се изјасни за избор на Мајсор Азири за непрофесионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување со мандат до февруари 2029 година. Дневниот ред на 85-та седница е дополнет со предлог за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти по скратена постапка. Со ова решение, предложено од група пратеници од мнозинството, се продолжува за уште 5 години примената на одредбите од овој закон. Поточно, Законот за постапување со бесправно изградени објекти, наместо до март годинава, ќе се применува до истиот месец 2031 година, со цел постапките кои се водат се уште пред општините да завршат со донесување на правосилни управни акти. Продолжувањето на рокот не предвидува поднесување на нови барања за постапување со бесправно изградени објекти. При утврдување на дневниот ред не помина предлогот на група пратеници од Европскиот фронт за донесување измени по скратена постапка на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. На дневен ред на оваа седница е и владиниот предлог за донесување на Закон за органско земјоделско производство согласно ЕУ стандардите. Пратениците ќе расправаат и за предлогот на група пратеници на СДСМ за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во прво читање. Опозицијските пратеници предлагаат покачување на минималната плата на 600 евра и соодветно усогласување на другите плати. Последната точка на 85-та седница е предлог резолуцијата за почитување на стандардите на правична постапка во меѓународното судење против поранешните челници на институциите на Република Косово, поднесена од пратеници од Европскиот фронт.
На 53-та седница на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците е јавна расправа по работната версија на предлог законот за високи раководители во органите на државната управа и фондовите. Предлог законот за високи раководители во органите на државната управа и фондовите беше објавен минатата година во декември, пошто се одржа една јавна расправа. Денешната е втора јавна расправа во надлежната собраниска комисија. Во образложението на законот пишува дека со неговата примена ќе се унапреди квалитетот на раководењето и управувањето со органите на државната управа и фондовите преку воспоставување консолидирана, современа и транспарентна правна рамка за високи раководни позиции. Со законот се воведуваат и заеднички правила за именување на високи раководители во органите на државната управа и фондовите, следењето на нивниот учинок, нивните права и обврски и нивното разрешување од функцијата. Со законот се унифицираат критериумите за избор на директори, членови на колегијални органи и државни секретари во министерствата, намалување на составот на управните одбори на 3 члена. Францускиот амбасадор Кристоф Ле Риголер денеска го посети собранието. Тој ја оствари средбата со пратеничката група на СДСМ. Се разговараше за актуелни прашања. Европскиот парламент ги оневозможи функциите на вештачката интелигенција на таблетите што ги користат пратениците и персоналот. Како што објави Евроактив, одлуката е донесена врз основа на препораките од тимовите на парламентот за сајбер безбедност и заштита на лични податоци. Извршените проценки покажуваат дека некои од овие функции користат услуги во облак за задачи што би можеле да се извршуваат локално, испраќајќи податоци од уредот. Се посочува во пораката испратена до пратениците. Исто така се наведува дека е во тек проценката на еволуирачките функции за да се разбере целосниот обем на податоци споделени со давателите на услуги. Додека ова не се разјасни целосно, се смета дека е побезбедно таквите функции да се оневозможат, се додава во пораката, објави Евроактив. Ова се однесува на вградените функции на вештачката интелигенција како помошници за пишување и сумирање текст, виртуелни асистенти и автоматско резимирање веб страници на таблети и телефони. На европратениците им се препорачува да ги разгледаат поставките за вештачка интелигенција и на своите приватни уреди и да ги оневозможат функциите што не им се потребни. Пратениците треба да ги ограничат дозволите за апликации на неопходното поставување и да избегнуваат изложување на работни пораки или документи на функции на вештачката интелигенција. Вие ги гледавте Собраниските вести. Останете со нашата програма.